Споменикот на Филип II Македонски е споменик на плоштадот Мигдалија во Битола, посветен на старомакедонскиот крал Филип II. Висок е 8,5 метри, изгледен е со бронза во Нови Сад и е дело на вајарот Ангел Коруновски. Поставен на 21 јуни 2011 година. Во негова близина се наоѓа фонтана, која што е направена во вид на штит со сонцето на Вергина, и околу фонтаната има други исти штитови и копија. Денешното видео ќе биде посветено за споменикот на политичките затвореници кој што се наоѓа во Битола. Споменик на политичките затвореници во Битола за време на Втората светска војна. Меморијален комплекс во Битола, автор на споменикот е вајарот Александар Цане Јовановски. Комплексот е изграден во близина на Црн мост и реката Драгор во паркче на чие место за време на бугарската окупација во годините на Втората светска војна се наоѓал централниот областен затвор. Централна представа е монументот од бронза во квадратен облик, преку кој се доживува затворот и херојството. Сцени од садистички изживувања, бесења, синџири и приведувања, мачители и маченици, но и револуционерна школа се дел од представите што не оставаат никого рамнодушен. Од левата страна на овој споменик, во имитација на затворска ќелија се наоѓа приземен мермерен постамент во вид на полуотворена ролна од папирус, во кого се дадени основните информации за затворот. На јужната страна, во должина на сиот простор што го зазема споменикот, подигнат е пресечен ѕид од речни камења што го символизира слободниот свет, но подсетува и на затворот. На средината, на вертикална плоча, пишува: "Тие беа камења кремени, посилни од јамките крвави, посилни од смртта зашто народот свој го сакаа, зашто за сончевина кренаа рака." Стихови од наградена песна на битолскиот поет Радован П. Цветковски. Од двете страни на плочава, поставени хоризонтално, се наоѓаат 13 бели мермерни плочи со имињата на 13 борци кои биле обесени или стрелани во затворот или на друго место со основни податоци за нив. Споменикот кај гимназијата Јосип Броз Тито. Споменикот е подигнат во 1965 година, по повод 20-та годишница од победата над фашизмот. Посветен е на сите поранешни ученици кои се придружиле во борбата против фашистичкиот окупатор. Од нив 6 се прогласени народни херои: Стив Наумов, Мирче Ацев, Кузман Јосифовски, Питу, Страшо Пинџур, Елпида Караманди, Борка Талевски. Реплика од споменикот е поставена во внатрешнота на гимназијата над која стои пораката: "Ти што влегуваш овде како наш врсник, знај, ние излеговме од овие клупи во вителна борба за да изгрее една светла точка на твојот школски глобус." Споменик на депортираните евреи Битола. Споменик на депортираните евреи, споменик подигнат во чест на депортираните евреи од Битола за време на Втората светска војна. Споменикот бил изграден во 1958 година. Авторот на споменикот не е познат. Местоположба. Споменикот се наоѓа пред здравствениот дом доктор Хаим Абраванел во Битола. Позадина. На 11 март 1943 година се случил актот на геноцидот, најстрашната трагедија врз битолските односно македонските евреи. Од Битола 3351 лице од еврејско потекло со другите евреи од Македонија заклучно со 5 април биле одведени во логорите на смртта во Треблинка, од каде ниту еден евреин од Македонија не се вратил. Опис. Споменикот представува стилизирана менора во апстрактен стил. Висок е над 2 метра. Изработен е од сив камен. На споменикот е испишан текстот: Март 1943. На 3013 евреи. Наши сограѓани. Жртви на фашистичкиот терор. Граѓаните на Битола. 11 март 1958. Споменикот на бранителите или ангелот представува спомен обележие на загинатите бранители од Битола и Битолско во конфликтот од 2001 година. Споменикот представува ангел со издигната рака вперена кон небото. Висок е повеќе од 4 метри. Посветен е на Илче Стојановски, Бошко Најдовски, Кире Костадиновски и Маријан Божиновски кои загинале во масакрот кај Вејце, и Благојче Силјанов.
Владко Миленковски и Пеце Матичевски кои ги загубиле животите на 5 јуни 2001 година во Шипковица. Споменикот е дело на велешкиот вајар Ангел Коруновски. Споменикот заедно со постаментот достигнува висина од околу 7 метри, а тежи скоро тон и половина. За неговата изработка биле потребни 8 месеци. Општината Битола за изградбата на споменикот на бранителите потрошила 150.000 евра, а во уредувањето на просторот биле вклучиле и локалните јавни предпријатија. Свечено бил поставен на 27 април 2011 година. Споменикот на Пионер, Курир се наоѓа на улица Рузвелтова број 20, пред зградата во која некогаш беше сместен Пионерскиот дом. Споменикот е посветен на најмладите учесници на Народно-ослободителната војна за време на Втората светска војна. Споменикот на револуцијата во Битола се наоѓа пред Центарот за култура и на него се испишани следните зборови: за зборот наш и сонцето и земјата наша наши да бидат.